Трета уникатна и несекојдневна универзитетска трка на Факултетот за безбедност во Скопје. Студенти, професори, академски кадар, припадници на Центарот за обука и полицијата трчаа 2,5 километри во кампусот на факултетот. Целта на настанот беше да се поттикнат студентите и вработените во безбедносните структури да се занимаваат со спорт и да го редуцираат стресот при секојдневните активности. Универзитетската трка е значајна за нашиот факултет, бидејќи сакавме да создадеме една традиција каде што не само студентите, туку и професорите и академскиот кадар кој што на Факултетот за безбедност ќе имаат прилика за подигнување на свеста за психофизичкото здравје од една страна, меѓутоа и да практикуваат исто така одредени здрави вештини. Трка ко трка, нели атлетска трка, да на некој начин да дадеме импулс на студентите, на вработените, на сите дека треба нели да се занимаваат со спорт, спортски активности. Ова како традиција е добро да продолжи и понатаму, особено што продуцираме кадар, профил кој што понатаму ваква себе си ќе се пронајде во безбедносните институции, а секако од исклучително значење е што е можно повеќе да инвестираме во нашите идни кадри, нашите студенти. Освен атлетска трка, учесниците имаа можност да учествуваат во спортски активности и да ги одмерат своите сили. На тема активно тело, смирен ум, предавање одржа професор доктор Драгана Батич. Оваа трка се организира во рамките на Колорс алијансата. Тоа е алијанса на повеќе европски универзитети, каде што нашиот универзитет е активна членка и со нивната несебична помош и поддршка, овој настан фактички има и меѓународно значење. Предизвик не може да се рече тешко, јас го работам баш она што го сакам и мене ми е огромен предизвик, каде све поминува, например, како еден дел кој што ќе го напоменаме хелиодромот, кој што е уникатен, ни една друга трка не поминува низ хелиодром, каде што е хеликоптерската единица понатаму кружи круг, па тука повторно се враќа, така што е предизвик да се организира ваков настан. Да стане и меѓународен настан, односно повеќе регионални полициски академии, односно факултети за безбедност да бидат наши учесници, ние како домакини, како Факултетот за безбедност од Македонија да биде домакин на меѓународни други полициски академии, кој што ќе биде уште поголем предизвик за нас, но капацитетите сметам дека дозволуваат, патеката е уникатна, тука се и павилионите стојат на располагање, професорите, деканот е секогаш расположен за соработка, така што мислам дека ќе напредува од година во година многу повеќе. Даваме соодветно значење на физичките активности, особено на оние специфични знаења кои што се тесно поврзани со усвојување на голем број на елементи од боречките вештини, кои што понатаму наоѓаат своја практична примена во полициската професија особено, но во основа ние сме тука во овие 4 години максимално да инвестираме во нашите студенти за да можат тие соодветно нели да одговорат на своите идни предизвици поврзани со безбедносната професија или она професија која што понатаму би ја одбрале да извршуваат како таква. Спортот од исклучително значење во креирање на еден профил на кадар кој што е потребен за безбедносните служби и органи. Со оглед на фактот дека нашите дипломирани криминалисти се вработуваат во Министерството за внатрешни работи, меѓутоа и во останатите безбедносни служби, нивната психофизичка подготвеност е од исклучително значење. Па на Факултетот за безбедност покрај тоа што организираме нормална настава, каде што тие се стекнуваат со теоретски знаења, исто така многу е значено нивните практични знаења и вештини кои што ги стекнуваат да ги формираат на овој факултет. Настанот беше во организација на Факултетот за безбедност ЮКЛО со поддршка на Колорс алијансата и со техничка организација на атлетскиот клуб Кираџиев тренинг систем Скопје. Трката беше предизвик за сите. Организаторите размислуваат на меѓународно ниво и трка на 5 километри во иднина.